Оџа Кадрија Мурич. Имам и хатип во Санџак џамија Љубош. Добро утро велам и за сите вас кои сега се вклучувате на Канал 5 и ќе наследите се до 11 часот. И да искористаме приликата да го честитам Рамазан Бајрам на сите припадници на исламската вероисповед. Да сме живи и здрави, среќни, да имате благосостојба и мир во вашите домови, но и на вашите најблиски. А за Рамазан Бајрам ќе зборуваме и во денешната емисија за значењето, суштината и зошто и нас сплотува. Но Александра, да те поздравам теба, бидејќи ние сме домаќинки ова празнично утро. Добро утро. Така, благодарам Бисера и со нашата македонска јавност се дружиме од 6 часот и 45 минути, така ќе биде и во овој дел од денот, но како што е редот да се ги поздравиме уште еднаш ка гостите кои веќе ни се натрпаза и која ни е благодат да имаме и дополнително нешто кое од рацете на една дама за која малку подоцна ќе зборуваме. Оџа Кадрија Мурич, имам и хатип во Санџак џамија Љубош. Добро ни дојдовте, не сте за прв пат кај нас. Добро ве најдов, често се среќаваме. Така. Почестен сум што сум во вашата емисија и голема благодарност до вас. Им го честитам празникот на сите што го празнуваат. Бајрам Шериф Мубарек Олсу. Така. Ви благодарам што ни дојдовте и ќе зборуваме, кажавме во текот на емисијата за вашиот голем празник. Да поздравиме вашата сопруга и вашето семејство кој што ни донесоа баклава, тоа е адетот за празникот Рамазан Бајрам. Јас се сеќавам пред 2 години и кога дојдовте во телевизијата, евоциравме спомени пред 2 години кога исто го честитавме празникот Рамазан Бајрам. Ние се јавивме во живо од Батинци, од џамијата и не поканивте кај вас дома. Екипата на Канал 5 беше во домот на Оџа Кадрија Мурич и тогаш јадевме баклава, изборувавме за детите, за празникот, за значењето, за сплотеноста кој го носи овој празник. Па да слушнеме малку повеќе, Оџа, што за вас значи Рамазан Бајрам? Која е суштината на празникот? Рамазан Бајрам е една кулминација на едномесечниот пост. Во минатиот месец, Рамазан, верниците постеа, тоест абстинираа од јадење и пиење од изгрејсонце до зајдисонце. Меѓутоа, тоа е само една димензија од постот. Постот во исламот има повеќе димензии. Голем нагласок се става на духовната димензија, да постиме со нашата душа, тоест да се преиспитуваме, да бидеме побожни, да го проведеме месецот во еден духовен препород, да се запознаеме себе си, да се коригираме себе си, тоа е суштината на месецот Рамазан. Денеска Аллах Џелешану им ветува на верниците кои биле нему покорни, кои правеле добра дела, кои им помагале на другите, дека ќе ги награди и дека ќе биде денеска задоволен со нив. Исто така има она друга социјална димензија, во месецот Рамазан им помагавме на оние кои беа во потреба, материјално, финансиски, морално и со секоја друга помош која им била потребна од наша страна. Така. Зошто баклава, Оџа? Секогаш има баклава на трпезата за Рамазан Бајрам. Од каде Сладка традиција. Сладка традиција. Тоа е повеќе вековна традиција, нешто што е спецификум на Бајрамот. Овде ќе имаме и некои топчиња. Да, тоа се дело направила на керками, а баклавата е дело на сопругата. Така да ги споменеме нивните имиња јавно и вашите керки и сопругата, да ги поздравиме. Керката Амра, а сопругата Морадија. Така. Оџа, тука би ве запрашала кој треба да пости, а кој е ослободен од постот? Треба да пости секој кој е полнолетен и кој е здрав и кој е слободен. Ослободени се од постот малолетните деца, трудниците, доилките и лицата кои се болни за време на Рамазан. Тие се ослободени од постот. Ослободени се од постот и оние кои работат тешки физички работи, со назнака дека тие денови кои ги пропуштиле треба да ги напостат после месецот Рамазан, кога се слободни. Така, убаво кажано. Кога сме кај работите што ги учиме, Оџа Кадрија, кои се вредностите на кои не учи овој месец, овој празник и ете, што не учи Рамазан Бајрам? Рамазан Бајрам не учи пред се да ако ние сакаме
Господ Аллах Џелешану да ни ги прости гревоите, треба и ние таа прошка да ја даруваме на останатите. Ако сакаме да бидеме ние задоволни, треба со нашата позитивност, со нашата ведрина и луѓето околу нас да ги правиме задоволни. Кога ќе не видат со наша ведрина, со наша насмевка, со нашиот сјај во очи, да ние уствари бидеме една причина да им го разубавиме денот. Ако ние сакаме нашите мани, лоши навики да ни се простат, треба и маните и лошите навики на другите околу нас да ги сокриеме. Односно, ние ќе бидеме една личност која пред се тежи сама да биде продуховена и така, која тежи да биде продуховена, таа духовност, таа самокритика, тој самопрепород да резултира во нас самите и да го пренесеме со нашето позитивно однесување во овие празнични денови на луѓето околу нас, без разлика која вера, конфесија или националност, бидејќи ние сме си пред се овдека во нашата Македонија комши. Да, убаво кажавте. Многу убаво кажано, навистина. Сите сме соседи, пријатели и единството е она што треба некако да го научиме низ годините. Но Оџа, може ли да се прекине постот? Затоа што вака како што збори докторката, вртоглавици, мачнини, некој што не може да го издржи постот, може ли да го прекине? Или да не го почне воопшто затоа што не е спремен? Внимателно слушал докторката. Мене ми е пред се драго што сум почестен да имам докторка и нутриционист покрај мене од кој можам да научам нешто и додека она зборуваше јас си го врте филмот што да правам јас сам со себе или со децата. Со децата. Нормално дека постот може да се прекине доколку биде загрозено здравјето. Во Куранот Аллах џелешану вели ла юкелифуллаху нефсен илля вусаха, што превод од арапски значи ние не ја задолжуваме една личност преку нејзините можности. Во нашиот пост во исламот може да се прекине постот додека човек треба сам себе си да се процени или па да консултира лекар, да знае можам да постам, не можам да постам, меѓутоа ние самите тоа не можеме никако да си го процениме, мораме да консултираме лекар, додека повеќето граѓани велат нема врска ќе издржам до зајди сонце. Не е тоа баш така. Аллах џелешану не дозволува да трпи здравјето. Треба да се консултираме со лекарот, да одиме на преглед и лекарот да каже. Може да го прекинеш постот 2, 3 или 5 дена, па после пак да одиме на контрола. Лекарот може да ни процени, да диагноза, анамнеза, како се тоа веќе нарекува, и да каже од утре може да постиш или од уште 2 дена, уште 1 ден, тие денови што не сме ги постиле, можеме да ги напостиме после месецот Рамазан, кога сме слободни, кога сме здрави. Така, значи сепак на прво место е здравјето. Не мора да се пости доколку не може организмот да го во никој случај Аллах џелешану не бара да си го изложуваме организмот на мачење. Така. Аллах џелешану не сака да се уништуваме, тоа треба да биде во границите на нашето оптимално здравје. Така. Науча Кадрија, на еден убав голем ден како што ни е денес, која порека би сакале да ми упатите на сите гледачи, неминовно на вера, религија, на бидејќи како велиме вербата и надежта е она што треба да не обедини. Па една убава порека за сите гледачи. Видете, ние пред се кога разговаравме со гостиве пред емисијата со господјата нутриционист, констатиравме дека е најскапо да бидеш нормален. Најскапо денеска е да бидеш нормален и едноставен. И лесен за комуникација. Мојата порака би била дека ако си го сакаме нашиот мир, тој мир треба да го испорачаме. Дека ако си ја љубиме својата сигурност, останатите треба да бидат сигурни од нас. Дека ако е за нас нашиот, што би рекле народски, раатлук луксус,
зошто тој луксус да не му го посакаме на другите. Едноставно, нашиот пегамбер Мухамед ﷺ рекол, верник е оној од кого, од чиот јазик и раце се раат сите околу него. Тоа е нашата порака. Да бидеме едноставни, лесни за комуникација, приступачни и секој кој ќе не види да осеќа една сигурност, да осеќа една хармонија, да осеќа една позитивност и што би рекол нашиот народ, да може со сета верба да ти сврти грб. И да знае дека не можеш или не сакаш, не ти е цел, ништо позади грб да го направиш. Сите знаеме Порека така. не кажавте, да, накратко тука ќе направиме пауза, односно реклами, а потоа се враќаме повторно во студиото и разговорот со нашите гости. На повторно во студиото, секогаш за време на рекламите имаме одлични разговори кои вие не ги слушате, но можеме да ги повториме истите и да му се заблагодариме на Оџа и на неговото семејство за баклавата. Прекрасно беше, превкусно. Не знам вие дали успеавте да пробате другите гости, а си Александра. Јас ја пробав, моето тањирче е веќе празно и навистина уживање беше истата да се проба. Ви благодарам за истото. Нашите гостинки постат така да останува за по-постат да си ја пробаат, но како и да е, уште еден поздрав до вашата сопруга и до незините вредни и вешти раци. Благодариме. Вашето задоволство и наше задоволство. Да, тоа е важно, ева да зборуваме за празниците кои што нас сплотуваат, не соединуваат. Споменавме и во првиот дел емисијата дека ние бевме гости кај вас во вашиот дом од Канал 5 телевизија. Јас имав чест да бидам гостинка во вашето семејство, да дознаеме повеќе за вашите адети, за празникот, за Рамазан Бајрам и навистина тоа е всушност и суштината на празникот. Зборувавме во првиот дел пораките да ги испратите, што значат празниците. Останало од времето Оџа се собирале, нели како рековте, комшиите, македонци, албанци, турци, бошњаци кои што седеле на една трпеза и ги славеле сите празници. Разноликоста е убавина. Не бива букетот еден цвет. Така. Букетот се прави од убави цветови, од убави ружи, карамфили и така натаму. Односно, зошто ние, едни покрај други, во оваа наша мала Македонија, многу не има малку и многу сме си ретки за да се делиме. Да. Односно, зошто ние да не бидеме како еден букет цвеќе, со разни бои, со разни мириси, и да го направиме тој букет поприступачен, по-убав и како да се изразам, шармантен за оние кои не гледаат од страна. Односно, пораката, суштината на овој бајрам, на Рамазанот, Рамазанскиот бајрам, односно, и е кога ќе се посетуваме едни со други, најпрвим фамилијата, седнуваме на таа бајрамска софра, си честитаме на најблиските, на најдрагите, одиме после со комшиите, со една насмевка, со сите оние желби, со сите оние молитви кои ги посакуваме себе си, зошто да ги изоставиме и за другите. Односно, ако мојот комшија е успешен и раат и спокоен, па тоа е една додатна спокојност и за мене. Ако мојот комшија е способен и ако мојот комшија не оскудева за ништо, тоа е една грижа помалку за мене. Односно, успехот на другиот е и наш успех. Насмевката на другиот е и наша насмевка, односно, тоа сепак потекнува од нас. Тоа е без пари што велат нашите. Така. И може да се подари на секого. Така. Ви благодарам уште еднаш што ни дојдовте. Доколку треба да одите Оџа, ќе ни кажете за време на емисијата, бидејќи имате молитва во 11 часот, а вие треба бидете во џамија. Да, да. Добро, ќе побрзаме да ги погледнеме и вашите слики, па ќе ве ослободиме и во одрежи ако се подготвени фотографиите на Оџа, да ми кажавте вие дека имате петочна молитва и дека треба да бидете во џамијата, па ние ќе си го продолжиме понатаму. Да, од Оџа кадрија, да видиме како го поменувате вие слободното време и каде се овие Ова е фотографии. семинарот во Охрид, меѓународен семинар, кај што бев презентер
на еден мој труд. Така. Често имате семинари од Джам? Па имаме годишно по 4-5 семинари, локални, меѓународни, така. Така. Добро. Може следна фотографија. Ова е во Сараево. Со муфтијата Скопски, Кенан Исмаил, имавме семинар во Сараево и на крај ни додели сертификати. Поздрав до нашиот муфтија. Така. Ова е во Мека, каде што се оди на Аджилак. Тоа се мои некои духовни спомени. Ова е едно од најубавите селфи што сум ги направил во животот. Дај го ставивме на Духовноста најавната. пред се. Ова е во градот Бишовсел, во Швајцарија. Имав промоција на мојата книга и предавање. Поздрав до мојот драг пријател и колега Наги Мустафовски од Лобониште. Така. Ова е исто со муфтијата и со гостите од Сараево. Имавме свеченост повод на раѓањето на нашиот пејгамбер Мухамед ﷺ. Гости од Сараево и нашиот муфтија Кенан Исмаили, скопскиот муфтија. Така. Ова се благодарниците кои ги делевме по тој повод. Така. Од истиот ден. Ова се активностите на Скопското муфтиство кои снимаат кратки видеа со поучни предавања за верниците. Ова е во едно од скопските џами. Така. Добро. Ова сме ние. Да, тоа сме ние повторно во студиото. Да, Оџа, пред да си одите, само уште едно појаснување за гледачите, бидејќи ве најавивме како имам и хатиб во Санџак џамија Љубош. Да. Што значи имам и хатиб? Имам значи предводник кој ги предводи верниците во молитвите. Така. А хатиб значи говорник кој држи говори, предавања, презентации, промоции и така натаму. Така, значи вие имате таа титула, да кажеме, во Санџак џамија Љубош, која што се наоѓа во Батинци. Да. Љубош е еден дел од Батинци. Така. Добро. Оџа, ви благодарам уште еднаш. Можете слободно доколку брзате да одите. Посакуваме убав празник за Благодарам. години. Ви Благодарам. посакуваме мир, благосостојба вам, на вашето семејство, на сите ближни и ви благодариме што на овој голем и значаен ден ни издвоивте да бидете дел од здрава Македонија, за да посакаме, споделиме убава порека и следната се сретнеме повторно со убава мисла и убава порека. Мене ме фасцинира вашето гостопримство, вашата ведрина, вашата комуникација, сите убавини јавни и тајни кои ги посакуваме за себе, ги посакуваме и на вас и на нашите гости, од кои јас учам, ние секогаш треба да се надополнуваме и да учиме. Голема благодарност до вашата телевизија, нашите порти секоја за вас се отворени, кога сакате, поведете. Ви благодариме јавно.